Почитувани сограѓани, изминативе 4 години инвестиравме во подобрување на културниот амбиент во Кочани. Дадовме сериозна и силна подршка за оформување на автентичен урбан културен живот. Ја подобривме постојната културна инфраструктура, која свесно или несвесно забрзано се уништуваше. Реализираните инфраструктурни проекти денес се одлична слика за културниот прогрес во Кочани. Го реконструиравме Центарот за култура Бели Мугли однадвор. Внатрешната реконструкција е во тек. Во тек е и реконструкција на паркот, што ќе придонесе овој објект да биде функционална целина и нова сцена. Целосно е обновен мултикултурниот центар. Во завршна фаза е реконструкцијата на библиотеката Искра. За 4 години во културните капацитети вложивме околу 50 милиони денари. Толку пари културата не добила во последните 30 на години. Успеавме да поттикнеме ангажиран културен активизам и да реализираме дејства што го спречуваат уништувањето на вистинските културни вредности. Обезбедивме ново пијано, децениска потреба на културните, образовните институции и на уметниците. Благодарејќи на нашата безрезервна подршка и во време на пандемија, Драмскиот аматерски фестивал, символот на театарскиот живот во Кочани, го задржа континуитетот. Го заживеавме споменикот на слободата, како совршена локација за културни настани. Сивилото на големите зидови го покриваме со мурали. Културата и уметноста остануваат наш врвен приоритет. Ни престојат конкретни чекори за нови културни реконструкции и адаптации на објекти за современа културна понуда достапна за секој граѓанин од општината и пошироко. Наша задача е културните капацитети, подновени и освежени, да ја умножат понудата, да оформиме Совет за култура, тело кое никогаш нема да дозволи културата да биде подразно. Културата нека ја водат културните работници. Наша долгорочна цел е Кочани да влезе во картите на урбаниот културен туризам од целата држава. Затоа што инвестирањето во културата, секаде па и овде, е секогаш најисплатливо на подолг рок. Затоа продолжуваме со силно темпо и понатаму. Граѓаните на Кочани го заслужуваат најдоброто.